Да го повторам. Како возрастни, не успеавме да изградиме побезбеден свет за сите деца. Свет во кој ниту едно дете нема да биде лишено од семејната топлина, од мирниот сон во својот дом и од топол оброк, отворени училишни врати и квалитетна здравствена нега кога ќе е потребна. Вие сте наша одговорност, наша совест и тоа што го правиме, она на што ве учиме и за што ви даваме личен пример, е тоа во што ќе го претворите светот и вие во иднина. Затоа, денес, ние возрастните, ќе слушаме внимателно што ќе споделите вие и ќе се насочиме кон подобрување на состојбите во некои од областите што ве тиштат, како например во образованието, вашето ментално здравје и вашето учество во креирањето на политиките. Знам дека ова не се вашите единствени грижи, меѓутоа, кога се има јасна визија и искрена волја за менување на нештата, ниту една цел не е недостижна. Ниту едно дете не смее да е надвор од квалитетен образовен систем. Систем кој ќе се прилагоди на новото време и ќе овозможи личен развој на учениците. Во тој круг на трансформација мора да бидат вклучени подеднакво и учениците, и наставниците, и родителите. Дигиталната безбедност е уште една област во која тој круг на соработка помеѓу учениците, наставниците и родителите е неопходна за превенирање на оштетување на вашето ментално здравје. Немојте да се двоумите да побарате помош во тој круг која ќе ви треба. Тоа нема да ве направи слаби, туку мудри. Вие не сте сами. Вашето учество во креирањето политики ќе внесе свежина и енергија и јас целосно ве поддржувам во исполнувањето на целта за формирање на национално собрание за млади, кој ќе биде моторот кој што ќе креира приоритети и политики за застапување на вас, младите, на најдобар начин. Të dashur të rinj, ju falemnderit për besimin që ja jepni Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo është shtëpia juaj, siç është. Драги млади, ви благодарам за вербата што ја полагате во Собранието на Република Северна Македонија. Ова е и ваш дом, како што е и ваш и светот кој што останува на нас. Чекорете храбро и сигурно. Ви благодарам на вниманието.